Ви посакувам добар ден, воедно и добре дојдовте во планинната програма Батали се и слушај браво. Денеска започнуваме со нашиот гостин кој што веќе е во студиото, а кој што има да ни најави настан или збиднување вечерва во Куманово. Бидејќи нашиот град вечерва ќе биде домаќин на првиот меѓународен фестивал за краток филм, Филмај 2019. Покрај ова збиднување и утре вечер не очекува традиционалната клубска изложба на уметничка фотографија Мајски салон 2019. Верувам дека веќе насетувате за кого станува збор. Со мене во студиото е Драган Денковски, почесен член на Фотокино клуб Козјак. Драган, добар ден и добро ни дојдовте во студиото. Добар ви ден. Еве, јас на самиот почеток првин би започнала со она што ќе се случува вечерва од 20 часот во Занечискиот дом Куманово со почеток во 19:30. Влезот е слободен, но тематиката е многу интересна. За прв пат Куманово ќе биде домаќин на првиот меѓународен фестивал за краток филм, Филмај 2019. Повели, од каде е идеја за ваков меѓународен фестивал токму во Куманово? Колку имаше заинтересирани за ваков фестивал, од каков карактер е и се поред? Идејата, желбата за ваков фестивал е пред многу години. Меѓутоа, по-конкретно зборување како зрнце за почнување на нешто беше во клубот, меѓу нас членовите, пред 2 години и лет на времето додека на крајот на оваа зима одлучиме конкретно нешто да правиме. Значи, тука ги поставиме пропозициите, одлучиме фестивалот да биде на краток филм заради интересантноста и заради габаритот со кој што се зафаќаме, бидејќи за прв пат за организирање, мислиме дека ќе беше ризично да одиме на повеќе и на помногу филмови и многу сме задоволни со тоа што добивме бројка од 45 филма кои што беа од 8 држави. Бројката ни изненади затоа што краток период траеше конкурсот, не го најавивме на време, не го промовиравме, не се знаеше за нас лет на времето, меѓутоа во втората половина од рокот комунициравме, контактиравме, информиравме и пријавите навалија многу. Посебно во последните 2 недели. Се збогати интересот и бевме малку изненадени. Пријатно изненадени. Одлично. Рековте дека сте имале 45 пријавени филмови од автори од 8 држави. Да ги споменеме државите? Државите да ги споменеме, значи од кај нас има автори, потоа има од соседството, значи од Грција, од Бугарија и од Србија имаме. Имаме филмови кои што се пријави и од Турција, од Холандија и од Соединетите Американски држави. И Германија. И Германија, да, таму ги имаме и победниците, да. Така. Од таму имаме и 2 филма, затоа нив ги чувави за крај, затоа што така од целомте вечер што ги преживуваме, 2 се германски филма. Едниот е всушност, да кажам точно, 4 се македонски филмови, од кои што едниот е добитник за на дипломата Козјак за најдобро сценарио. Филмот е награда во режија и сценарио на Лидија Мојсовска. Другите 3 филма има добиено почесна диплома Козјак за учество. Тоа е филмот Запирка во режија на Сезар Салихи, филмот Зап во режија на Ајдин Ислами, филмот Мишко во режија на Ханис Багашов, а останатите 2 филма кои што ги имаме се со диплома за најдобра режија и најдобра кинематографија, фотографија. За најдобра режија има германскиот филм во режија, сценарио, монтажа, значи комплетно авторско дело на Ото Ројшел, Риски се вика филмот, и за најдобра кинематографија, фотографија има бугарскиот филм Тими, кој што е директорот на фотографија добива наградата Розен Савков, а филмот е во режија на Љубо Јончев. Рековме дека до вашата адреса се пристигнати 45 кратки филмови. Имавте ваша жири комисија која што ја направи селекцијата од тие филмови кои што ќе можеме вечерва да ги погледнеме, а тоа се најдобрите и наградените. Така, жири комисијата како член ја има мојата маленкост, бидејќи јас сум почесен член на Фотокино клуб Козјак и дополнителните 2 члена се луѓе кои што се во браншата во филмот. Тоа е Ивица Димитриевиќ, кој што е актер и режисер, и тука е Мартин Иванов, кој што работи како монтажер и режисер.
Мартин Иванов е познат како прво дебютантско негово искуство е на филмот Исцелител на Ѓорче Ставрески, кој што беше наградуван и познат и ги полнеше киносалите во Македонија, а Ивица повеќе попознат е, ако зборам од моја гледна точка, како актер прво во Кумановскиот театар, а после од 2012 година и во Македонскиот народен театар. Мартин Ивица исто познат и како музичар со неговите бендови, така да они тие тука беа за професионалниот баланс и учество во жирито, а јас како филмски фан и лаички познавач на работите бев за да има тука трошка клубска и малку да се каже фановска застапеност во филмови. Дали преовладуваше некоја од посебните теми кои што би ја издвоиле во овие кратки филмови? Или сите беа со некоја различна тематика? Па со оглед на тоа дека конкурсот беше апсолутно отворен Така. и дека немавме конкретизација. И мислевме дека тоа ќе би допринесе, бидејќи за прв пат го правиме, ако лимитираме учесници со критериуми, може да одбиеме и најмалку заинтересирани. Вака оставиме отворено аматерски, професионални филмови, документарни, играни, цртени, експериментални, значи секој можеше со било каков филм да учествува. Единствениот критериум беше филмот да е колку толку убаво продуциран за да може да се гледа и на нашиот телефон како жири и на екраните и да се проектира во кино и најбитниот дел да не надминува 30 минути за да биде во описот на конкурсот краток филм. Така е. Тема нема, меѓутоа сега гледајќи ги, размислувајќи ги последниве недела дена како што го премаме пуштањето вечерва во Занечискиот дом во свечената сала, гледајќи ги брошурите, вадиме нишка дека тука всушност има приказните се за движење на луѓето, за промени на луѓето, неколку од нашите филмови представуваат и деца, така да се каже, и тинеџери во млада возраст, кои што сите имат една нишка за подобар свет, за подобро утре и тука јас, кога ќе ги погледам сега филмови овде што се е со она секогаш чекор нанапред на кај подобро, а бегање или менување на нешто што било лошо или непријатно. Вечерва, колку вкупно филмови ќе можат кумановчани публиката да погледа во Занечискиот дом? Вечерва манифестацијата и отворањето е планирано за во 19 часот и 30 минути. Најпрво ќе имаме поздравен говор, представување кои сме и ќе имаме чест да ги представиме наградените филмови за најдобра режија, кое што го носи името на нашиот покојен член господин Лазар Ѓорѓевиќ. Другата награда е за кинематографија, фотографија, исто за покојниот Радислав Ристевски, кој што има многу придонесено во фотографија и филм во Куманово како деец, и наградата Козјак за сценарио. Тоа се трите главни награди и се доделени на 3 филма кои што претходно ги спомнав. Да. А дополнително ќе бидат прикажани уште 4 филма кои што има добиено почесна диплома Козјак за учество, кои што сметавме дека треба да бидат прикажани и треба да ги види публиката. Што ни преостанува друго, освен, вечерва уживајте со краткиот филм на меѓународниот фестивал што го организира Фотокино клуб Козјак во Занечискиот дом Куманово во 19:30. Исполнете ја салата, исполнете си го времето и уживајте со филмовите. Влезот е слободен. А сега одиме и на втората тема. Тоа е збинувањето закажано за утре вечер. Станува збор за вашата традиционална годишна клубска изложба на уметничка фотографија Мајски салон 2019. Традиционално веќе навикнавме дека секоја година овој период во месецот мај не почестувате со ваша изложба. Па што да очекуваме оваа година? Ова година на Мајски салон, како што велите традиционално, ние си го прифативме мај за супер прикажување за трудовите на фотографиите на нашите членови, кои што се членови долг низ години, и исто така прикажување на трудовите направени во изминатава година по Мајскиот салон лани што беше, и на курсисите кои што посетува фотошкола која што беше од октомври 2018 до сега мај 2019 година.
Во фоајето, големиот ходник, свечениот ходник на Центарот за култура Трајко Прокопиев, ќе бидат изложени 30 фотографии од 15 автори. Тука се стари членови, значи членови, тековни членови и од дела ќе бидат на курсистите од оваа година, кои што покажа и добро око, и добар прст, и добар осет за уловување на добра фотографија. Оно што може од моја лична точка да кажам за публиката што ќе повели утре вечер во Центарот за култура е дека може да очекува да биде, така кажано, пријатно уплашена од начинот на прикажување на фотографиите. Ова го пренесувам од лично искуство кога ги видов јас фотографиите што членовите ги спремиле без ја да знам како се работи, бидејќи бев зафатен со други обврски со филми. Како да кажам, да дојдете да видите и да дознаете. Тоа значи утре вечер. Утре вечер, да. Вечерва гледаме кратки филмови, Така? утре вечер гледаме ваша изложба, клубска изложба и воедно го оценуваме вашиот годишен труд и работа. Така. Се надам дека и вечерва ќе дојдете и ќе уживате. Истиот и термин е и продолжите. вечерва и утре вечер, 19:30, Да, на две само локации. локациите се различни. Така. Уште еднаш потенцираме, вечерва е Занајчискиот дом, а утре вечер е Центарот за култура. Така, филм е вечер во свечената Така. сала на Занајчиски дом, утре вечер во Центарот за култура е Мајски салон 2019. Драган, ми беше пријатно и ние сме пријатно изненадени со вашата работа, со сето ова што ни го приложувате пред публиката. Ви благодарам за отстапеното време, ви посакувам многу бројна публика и вечерва и утре вечер. Благодарам. Поведете.